Вчера погребаното тело на трагично починатиот беровчанец ќе биде ексхумирано, стои во објавата до јавноста од страна на штипското обвинителство. Јавниот обвинител согласно член 236 и член 246 од Законот за кривична постапка денеска издаде наредба за ексхумација, обдукција и идентификација на телото на починатото лице кое ќе ја изврши Институтот за судска медицина Скопје. Обвинителството постапува со цел да ги испита наводите за евентуална лекарска грешка при третманот на сега починатото лице. Освен ексхумација, надлежниот јавен обвинител издаде повеќе наредби до МВР СВР Штип и до ОВР Берово со цел да се прибави целокупната медицинска документација околу текот на лекувањето на починатото лице од сите приватни и јавни здравствени установи и ординации каде пациентот побарал лекарска помош. Исто така, полицијата е задолжена да изврши разговори со лекарите и со останатиот медицински персонал кој постапувал, како и со членови на семејството на починатиот пациент. По вонредните инспекциски надзори во здравствените институции каде се лекувал пациентот, ќе биде обезбедена медицинската документација. По завршување на инспекцискиот надзор, ќе се изготви комплетна информација за констатирана фактичка состојба за која дополнително ќе се информира јавноста. Се наведува во соопштението од Државниот санитарен здравствен инспекторат. Текот на лекувањето треба да ги открие причините за смртта на 25-годишниот ЈД, кој според блиски од неговото семејство се одвивало вака. Тука да прима антибиотик, после тоа отоко не се намалуваше, болката исто така не се, беше веќе во Штип, му беше изваден забо, беше му направена интервенција, таму лежа 4 дена, па во петокот беше испратен дом. Во неделата тој се враќа, пред това кажува на докторот дека го боли цела десна страна од како се става вториот ден. Значи, во неделата вечерта на Ванчо му се влошува ситуацијата, оди во хитната, таму се устанува дека тој веќе има сепса, е затровен. Значи тој повраќа крв и гној. Од тука, од хитната, со доктор и сестра, го праќаат за Скопје. Директно за Скопје, но пред Штип тој почнува да се гуши, не може да дише, паѓа во безсознание и свртуваат во Штип. Инволвирањето на сите надлежни институции насочуваат кон одлучност во утврдувањето на вистината за случајот, која ја очекуваат од семејството. Како семејство, само се надаме и како роднини да излезе се навидели. Ако е лекарска грешка, нека се укаже дека е лекарска грешка. Зошто сепса не се добива така едноставно? Сите го тоа знаат. Со оглед на сите нови моменти и околности, ниту еден од надлежните денес не сакаше да го предвиди епилогот од овој случај, кој силно ја анимира по широката јавност.